Јас би сакал да ви кажам дека оваа седмица што измина бев доста покренат од некои настани кои што се случија, кои што се многу битни за верата како општо секој еден од нас што треба да верува во библиските пророштва во ова последно време. И конкретно ќе споменам два битни настани кои што се случија. Неделата започна со погребот што сестра Олгица веќе два пати го спомена во текот на ова богослужение. И тој е причина зашто јас си го заборев сакото денеска. Ја именно никогаш не си го носам сакото кога доаѓам од црква, бидејќи секогаш ми стои тука. Меѓутоа, бидејќи во неделата беше сакото на гробишта, а после тоа отиде дома, јас са бајл излегов и неделава знаев, бев свесен за тој факт да не го заборам сакото, ама се бајле го запаштам. Мислев дека ќе ме чека тука и дури горе се присетив дека го нема. Како и да е, вториот настан кој што можеби го забележавте на интернет, во текот на оваа недела сонцето испушти една голема радиација, наречена соларен или сончев ветар. Последен пат се сеќавам кога имав проповед на таа тема, тоа беше 2004 година, во врска со една тогаш таква ерупција на соларен ветар, кој што во врска со овој што сега се случи неделава, беше кажано дека веќе оштетил некои компјутерски и радиотелекомуникацијски уреди, било во орбита околу планетата Земја, било претежно во Америка им се случи на многу луѓе во нивните приватни домови. Соларниот ветар се движал со брзина од 72 километри на час, милиони километри на час. Дали тоа може да го замисли како изгледа нешто да се движи со 72 милиони километри на час. Пред 8 години, кога имаше таква слична ерупција, се сеќавам на информацијата што беше кажана, дека воколку ветерот бил насочен кон планетата Земја, би спржил све живо на неја. Значи, ударната сила на бранот ја промашува планетата, па затоа сме живи и здрави. Меѓутоа, исто така тогаш споменав, а и сега ќе потсетам, дека Библијата содржи едно пророштво, кога сонцето ќе пече како оган, 7 пати посилно. И тогаш сугерирав, дали може би во тоа време, во времето на излевањето на 7 зла, еден таков ударен бран ќе биде насочен кон планетата Земја. Односно, ќе ја погоди под прав агол. Вториот настан кој што се случил неделава е нешто за што ќе зборувам малку подоцна во самата проповед, кој што исто така беше објавен на интернет. А сега го споменам третиот настан, кој што го најавив мијатата сабота. Значи, овие денови, оваа седмица што измина од средата до петокот, поточно средата и четвртокот, беа 13-тиот и 14-тиот ден на месецот Адар, последниот еврејски месец, или месецот во кој што евреите го празнуваат празникот наречен Пурим. Овој празник содржи една битна карактеристика,
Нема јас многу да се задржувам на самиот празник, ниту на настанот заради кој бил востановен. Значи, познат ни е историскиот случај во времето на царицата Естира, кога еден незнабожец, кој што се со свој обиди, со своје лакташење, како што велиме, успел да се намести на висока владина позиција во дворот на персискиот цар Асфир или Ксеркс, сопругот на Естира, и да издействува декрет за уништување, геноцид или ликвидација на целиот еврејски народ. Дали тоа ве подсетува на нешто? На нешто слично? Втората светска војна, значи, сличен обид на еден друг незнабожец од 20. век, да го истреби целиот еврејски народ. Но, дали тоа ве подсетува на нешто што ќе се случи доправа во иднина за Божиот народ? Иран може да биде само вовет во тие настани. Да, секако, верувам дека сите вие следите како на Израел му се брза да го нападне Иран и да започне Трета светска војна, но Господ упорно не дава и не дава. Дали тој пион во Божји раце е некој си Обама или некој си друг незнабожец? Велам незнабожци затоа што, иако се декларираат како христијани, тие луѓе отворено се поклонуваат на една джиновски буф во Калифорнија, значи исповедаат паганска религија, бидејќи воопшто религијата на новиот светски поредок е паганство, неопаганство, кое што на латински се вика секуларизам, односно световна религија, обожување на Богот на овој свет, обожување на Луцифер, обожување на овој свет. Господ не дава, зошто не дава да се случи Трета светска војна? Бидејќи Божиот народ се уште не е подготвен. Да отвориме во книгата на Естира. Знаете кај се наоѓа Естира? Хронолошки, значи таму кај што се наоѓа во Библијата не е соодветствува на хронолошките книги, во хронолошки смисол, значи пред Исаија, пред псалмите, таму не се ниту Ездра, ниту Неемија, ниту Естира, тие се хронолошки после Вавилонското робство, но ете во Библијата, во нашите Библии е сместена дури и пред големите пророци и пред книгата за Јов, хронолошки најстарата книга во Светото писмо. Господ интервенирал преку Естира, поточно преку Мардохеј, да ја инспирира, да ја потикне Естира да го спаси Божиот народ, и случајот се завршил така што оној ден кога требало да биде спроведена наредбата или извршена наредбата за истребување на евреите, токму тој ден се случи една спротивна наредба, беше извршен еден спротивен декрет, со кој што бил погубен незнабожецот Аман, и не само тој, туку сите 10 негови синови, и дури во престолнината Суза, јудејците ги истребија и 500 души, веројатно сите оние кои што како еден одред требало да ја спроведат геноцидната наредба на Аман, кој што ја претворил во царски декрет за истребување на целиот еврејски народ. 9 глава од Естира, јас само ќе ги прочитам завршните зборови. Значи, Естира 9 глава,
Ке почнеме да читаме од 14 стих па надолу. Значи, Естира 9 глава, 14 стих па надолу. Царот заповеда да се направи така. Затоа беше издадена повелба, или наредба, или декрет во Суза, и ги обесија 10 Аманови синови, 10 синови на Аман, непријателот на евреите. Се собраа јудејците што беа во Суза, и исто така и на 14-тиот ден од месецот Адар, и убија во Суза 300 души, но за грабеж рака не пуштија. И другите јудеци кои се наоѓаа во царските области се собраа да го заштитуваат својот живот и својот мир од нивните непријатели, па убија од непријателите 75.000. Овде многу поголема бројка само од оние што загинале во престолнината, во Суза. Овде во целата империја вкупниот број на убиени од страна на евреите бил 75.000. 17 стих ни кажува дека тоа се случило во 13-тиот ден од месецот Адар, и на 14-тиот ден од тој месец тие се успокоија и направија ден за гозби и веселби. 18 стих. А јудеците што беа во Суза се собра на 13-тиот ден и на 14-тиот ден, а на 15-тиот ден се успокоија и го направија тој ден за гозби и веселби. Затоа јудеците селани што живееја во неутврдени села, го поминуваат 14-тиот ден на месецот Адар во веселби и гоштевки како празник. И заедно се испраќаат подароци, а оние што живеат во утврдените градови, го поминуваат и 15-тиот ден на Адар во добра веселба и им испраќаат подароци на блиските. Понатаму од 20 стих се вели: Мардохеј ги опиша сите тие настани и испрати писма до сите јудејци во областите на царот Ксеркс, до блиските и далечните, за да го востануват и секоја година да го празнуваат 14-тиот ден од месецот Адар и неговиот 15-ти ден, значи 2 дена поред, како дни во кои јудејците се смирија од своите непријатели и како таков месец во кој се претвори кај нив жалоста во радост и тагата во празник, за да ги направат дните за гоштевки и веселби, при што заемно да се испраќаат подароци и дарови на сиромасите. Понатаму се вели, 26 стих, да прескокаме неколку редови, затоа и ги нарекоа тие дни Пурим. Зошто ги нарекоа Пурим? Од зборот Пур, што значи ждрепка. А зошто ждрепка? Одговорот се наоѓа во стиховите што ги прескокнав. Затоа што за Аман се вели, непријателот на сите јудејци, кога мислеше да ги погуби јудејците, фрлаше ждрепка за да ги истреби и за да ги погуби. Многу работи во Светото писмо се наречени според некој настан кој што го прават Божите непријатели или кој што е одлика, одраз на неверство. Например, Аврамовиот син го добил своето име Јицак, по тоа што неговите родители се смееле на пророштвото, дека Сара на стари години ќе роди син. Значи, оно што било израз на неверство, тоа што се смееле, станало име на нивниот син. Јицак, на еврејски значи смешко. Тој се смее. И секогаш Аврам и Сара, гледајќи го својот син, ќе се сеќаваат на своето неверство, како се подсмевале на зборовите на Господовиот ангел. Како фукор. Овде нам Аман фрлал ждрепка, за да ги истреби јудејците, еврејскиот народ, во Персиското царство, и заради таа ждрепка се такво име добил празникот, кој што евреите оттогаш го слават 14 и 15 ден од месецот Адар. Што значи средина на
месецот, што значи полн месец, и токму еден месец, бидејќи е последен ден, месецот Адар, последен месец во годината, токму еден месец пред Пасха. Значи, како што и овие денови се еден месец пред Великден, кога нареден пат ќе биде полна месечината, тогаш ќе биде Пасха. Односно првиот месец Нисан. Според Светото писмо. Но има уште месец дена до тогаш. Што е битно што би сакал да го издвојам во врска со овој настан, во врска со ова големо искушение низ кое што поминал тогаш Божиот народ, а кое што е предслика за нешто денес. Прво, пошто е позната книгата за Естира, односно самата таа книга, е позната по една нејзина карактеристика, која што ја нема во нито една друга книга во Светото писмо. Дали знаете која е таа? Пошто е издвоила книгата за Естира од сите други книги во Светото писмо? Како? Книгата за Естира е единствената книга во Библијата, каде што никаде не се споменува Бог. А тоа не значи дека не е. Значи, никаде не се споменува Бог како именка. Никаде не се... Вред. Значи, директно, да, со самото тоа што никаде не се споменува Бог, никаде значи не постојат директни Божји зборови, сакаш да кажеш, како што во многу книги постои пророците кога велат вака, вели Господ, или дојде Словото Господово и така натаму, да. Меѓутоа, никаде не се споменува Бог ни во трето лице, значи не само негови зборови директни, што не се цитираат, туку не се споменува воопшто ни во трето лице. Интересно е, ова само по себе представува еден вид предслика. Значи, замислете искушение. Ете, денеска повеќето евреи се неверници. Особено тие што живеат во Израел. Неверници се, значи атеисти се. Затоа што после Холокаустот, после Втората светска војна, филозофијата на Израел е, ако ние самите не си се одбраниме, ако ние самите не се штитиме, нема, никој друг нема да не штити. Тие зборови ги кажа Јариел Шарон на 60 годишнината од ослободувањето на Аушвиц, затворниците од Аушвиц. И ден денес, еве и Нетањаху, ако сте го чуле деноје кога беше во Вашингтон, кажа слична изјава, Израел мора сам да си се брани, Израел мора сам, че ако ние самите не се браниме, никој друг нема да не штити. Тоа е филозофијата на денешните евреи, на денешните израелци, што преовладуваат како еден политички став. Со други зборови, нема Бог. Кај беше Бог кога гиневме во концентрациони логори, во гасни комори и така натаму и така натаму. Меѓутоа, евреите го слават празникот Пурим. Значи, слават еден празник во кој што, како што го славеа деновиве, во кој што е опишен во единствената книга во Библијата каде што воопшто не се споменува Бог. Како што рече Олгица, книга каде што воопшто не гледаме некоја директна Божја интервенција за спасение на Божиот народ, туку спасението навидум доаѓа од каде? Од Естира. За која што сите атеисти ке речат, па ете, тоа била една случајна околност, што една еврејка по име Адаса или Хадаса, наречена Естира, станала жена на персиски цар, на царот Ксеркс. Случајна околност? Да, меѓутоа, никаде не се јавува директно некоја Божја сила. На многу места во Библијата читаме како Бог интервенира да го спаси израелскиот народ. Но овде што имаме?
Овде имаме нешто што навидум изгледа само човечка интервенција и една срекна околност во која што Мардохеј, значи Мардохеј искористува за да ја охрабри Естира, бидејќи таа самата без тоа охрабрување, без таа поддршка не би се чувствувала доволно храбра да самата ја потегне целата таа работа. Значи, во Естира навидум како да нема Бог. Како да се зависи од човек. Многу актуелна ситуација за нас денес во 21. век. Таа си верува. Не збориме дали таа верува или не верува во Бог. Сите евреи во неизино време, за разлика од денешните, сите тие верувале во Бог. Но навидум, како да не се гледа никаква Божја сила. Целата интервенција, целото спасение е од човек. Како во Втората светска војна, например, евреите, ако одбијат да му благодарат на Бога и да го признаваат него како нивен заштитник, тоаш би требало да и благодарат на Црвената армија и на Советскиот сојуз, што не дошло до тоа Хитлер да ги истреби сите до еден во гасните комори. Господ се служи со човечки фактори. Реков, еве се служи и со денешните незнабожци во Белата куќа. Деноиве, го забележавте и тоа, американскиот министер за одбрана јавно призна дека прима наредби од Обединетите нации. Скандалозна изјава за граѓаните на Соединетите држави, отворено признание дека нивните власти, нивната влада е некоја што служи на интересите на новиот светски поредок, прима приватни наредби од лица кои што немаат врска со нивната земја. Навистина, многу срамно, меѓутоа тоа е вистина која што веќе со децении се криеше, но еве сега доаѓа време кога отворено се кажува, отворено се зборува. Што тоа ни кажува, во кое време живееме кога самите непријатели Божји отворено веќе ги кажуваат своите дела и не се срамат од нив. И отворено ги кажуваат своите планови и не се срамат од нив. Би сакал да прочитам еден цитат од Големата борба. Во македонскиот превод ќе завртам на 617-та поточно страница, тоа што во оригиналот е 626. Тука Елена Вајд предвидува дека во последно време ќе се случи еден сличен декрет. Кој декрет ќе биде тој? И тоа декрет во кој што ќе бидат обединети сите земски владетели. Ке стане збор за тоа. Бидејќи законот издаден од разни христијански владетели. Од какви владетели? Од христијански. Против оние што ги држат Божите заповеди. Христијански владетели ќе издадат закон против оние што ги држат Божите заповеди. Кои се тие? Тука не се кажа. Ќе ги лиши, тој декрет, тој закон, што сам по себе ќе содржи? Ќе ги лиши од заштита на властите. Значи, оние што ги држат Божите заповеди ќе загубат секакви граѓански и човечки права. Ќе ги лиши од заштита на властите и ќе ги препушти во рацете на оние што сакаат да ги уништат. Божиот народ ќе ги напушти градовите и селата, ќе се собира во групи и ќе живее во пусти и осамени места. Мнозина ќе најдат прибежиште во планините. Како христијаните на Пиемонските долини, се мисли на Волденжаните во средниот век, високите гори ќе ги претворат во своји светилишта
и ќе му благодарат на Бога за солништата на карпите, како што вели Исаија во 33 глава 16 стих. На мнозина од сите народи и сите сталежи, високи и ниски, богати и бедни, црни и бели, ќе бидат фрлени во најнеправедно и најсвирепо робство. Значи, ќе има буквално робство во 21. век. Како што има и сега, иако тоа не се кажува отворено. Медиумите не сакаат да ги кажуваат отворено состојбите во кои што се наоѓа паганскиот свет. Тука секојаш сакаат да го сликаат како комуњарите во некои сјајни бои. Денешното време, денек се што било лошо, било порано, а сега е све мед и млеко. Но не е така. Божите миленици ќе поминуваат тешки денови, врзани во синџири, во затвор, осудени на смрт, а некои во мрачни и одвратни келии, привидно препуштени на смрт од глад. Привидно. Значи, секе изгледа како да нема Бог. Ниедно уво не ке сака да ги слушне нивните повици. Ниту една човечка рака не ке биде подготвена да им помогне. Секе изгледа дека нема Бог. Нема кој да им помогне. И во наредниот пасус Елена Вајд поставила прашање дали Бог ќе го заборави својот народ во овој час на искушение. Гледано во времето на Естира, Бог е тој кој што го претворил поразот во победа. Меѓутоа, во Естира никаде не се споменува Бог. На 619-та страница или 628 во оригиналот, во истата глава, се вели, кога Христос ќе ја заврши својата посредничка служба во небесното светилиште, врз оние што му се клањаат на ѕверот и на неговата икона, и кој го примиле неговиот жик, ќе се излее гнев неразреден, односно непомешан со милост. Осудувајќи го Божиот народ на смрт, тие навлекле на себе, значи оние што се клањаат на ѕверот и на неговата икона, тие навлекле на себе вина за нивната крв, како да ја пролеале со своји раце. Во казната што следи, прва работа што Елена Вајд ја споменува, иако тоа не е прва од казните, од 7 зла поред, сонцето ќе му биде дадена сила да ги пече луѓето со оган. Што вели откровението, и луѓето гореа од силна жега. Еве како ја опишуваат пророците состојбата на земјата во тоа страшно време. Опустошено е полето, тагува земјата од ја уништено житото. Сите дрвја на полето се исушија, поради тоа и радоста кај синовите човечки исчезна. Изгниени се зерната во своите лушпи, запустени се житниците. Ете стенка добитокот на жалени одат стадата говеда, зашто нема за нив пасиште, бидејќи секна водата во потоците и оган ги изгоре пасиштата во пустината. Понатаму што вели Господ преку пророците, песните црковни во оној ден ќе се претворат во ридање. Вели Господ Бог, ќе има многу трупови, ќе ги фрлаат на секаде молчешком. Тогаш нема да има ни време, ни услови за погреб. Тогаш како што Господ пророкол преку старозаветните пророци, во врска со еден неверен израелски цар,
биле кажани тие зборови, ќе се исполнити во последно време врз мнозина христијани, за жал, дека ќе бидат погребани со погреб магарешки. Не постои погреб магарешки. Туку ова што тука е запишено, песните црковни, во пророкот Амос, 8 глава, 3 стих, песните црковни во оној ден ќе се претворат во ридање, вели Господ Бог, ќе има многу трупови, ќе ги фрлаат насекаде молчешком. Што представува жигот на зверот? Што представува жигот на зверот? Бидејќи сите овие зла ќе се случат според зборовите на третиот ангел врз оние кои што му се поклонија на зверот, неговата икона, и на своите чела или на својата десна рака го примија неговиот жиг. Се разбира, за да одговориме на ова прашање, не треба многу повеќе време. Меѓутоа, јас би сакал да ви ја прочитам таа последна информација, што ја чував за крај. Дали знаете што друго се случи неделава? Се случи нешто што мене многу ме изненади, нешто што воопшто не го очекував. И нешто што, ако навистина се реализира, во корен ќе го измени христијанскиот свет и христијанската традиција како така. Имено на интернет беше објавена информацијата дека на вонредно заседание на Хрватската бискупска конференција, односно соборот на сите хрватски бискупи, под, значи, заседанието се одржувало во Загреб, под раководство, што председавал со конференцијата, бил надбискупот Маринко Срачич. Хрватската бискупска конференција, на која што присуствувал и апостолскиот нунци, или како што се нарекува ватиканскиот амбасадор, монсеньор Марио Ангело Чесари, на дневниот ред била само една точка, која што на крајот успешно била решена. Која е таа точка? После 3 часа заседание донесена е одлука во недела во хрватските цркви повеќе да не се служи миса. Се укинуваат богослуженијата во недела. Добро прашање. Зошто? Замислите, значи, ако ова се реализира, ќе се случи во католичките цркви во недела да нема богослужение. Одлуката да се престане со богослужение во недела представува чин на приклучување кон акцијата на Европскиот сојуз за неделата, така се кажува, во веста на интернет. Значи, постои некој европски, на ниво на Европска унија, сојуз за неделата, кој што се залага неделата да стане ден кој што ќе го почитуваат сите, ден за сите семејства, за собирање на семејството, на разни доброволни, културни и социјални, односно друштвени активности. Познато е исто така, се вели понатаму, дека црквата во Хрватска, се мисли на католичка црква во Хрватска, со години се залага за слободна недела. Меѓу другото, да не читам
се кажува следното. Европскиот сојуз за неделата, кој што во себе вклучува 55 големи и 23 помали споредни институции, подсетува дека во Европската Унија неделата е веќе признаена како седмичен ден за одмор. Но, само во директивата за заштита на млади луѓе на работа. Сега, иницијативата е да стане задолжителен седмичен ден за одмор за сите граѓани. Иницијативата за слободна недела за сите, па дури и за свештениците и за милосрдните сестри. Сесрно беше поддржана од страна на Хрватската бискупска конференција, како и од Комисијата на бискупски конференции на сите земји членки на Европската Унија. Ова сега, јас кога прв пат го прочитав, ми изгледаше многу смешно. И сега ми изгледа смешно. Значи, неделата треба да се озакони како задолжителен ден за одмор, дури и за свештениците. Значи, не треба да има богослужение за да и свештениците се одмарат во недела. Меѓутоа, еве да го довршам ова пред да коментирам. Одлуката на Хрватската бискупска конференција треба да стапи во сила од 1. мај оваа година. Уште еден масонски датум, зашто баш на 1. мај? На 1. мај лани го прогласија за убиен она митолошка личност наречена Осама бин Ладен. На 1. мај се случува и разни други работи, уште Борче не го кажуваше тоа од катедра. Секоја година што се на 1. мај било објавувано официјално и сега оваа одлука треба да стапи во сила од 1. мај. На крајот се кажува тој ден ќе влезе во историјата како датум кога се престанало со одржување на традиционални неделни богослуженија. Како оваа одлука ќе биде прифатена од страна на верниците, останува да се види во наредните денови и седмици. До 1. мај. Не кажува тоа. И сега јас се мислам, што мислите вие, кој е ако во недела не треба да има никакво богослужение? Што мислите вие, кој е најдобар кандидат да се има богослужение? Во католички цркви, во протестантски цркви, каде сакате. Тоа знам. Но кога? Така. Како во апостолската црква. Секоја сабота навечер ќе биде денот во кој што најмногу ќе се собираат луѓе. Не, во сабота навечер. Ако читате во делата на апостолите, што правеле христијаните во апостолската црква? Во сабота се бајле одале во еврејските синагоги, заедно со евреите, а кога ја одржувале својата христијанска литургија, својата христијанска прическа, што само крстени христијани смеат да учествуваат, во сабота навечер. И тој термин Новиот Завет го нарекува прв ден од седмицата, затоа што едноставно саботата веќе била измината. Но според наше сметање тоа се уште е пред да дојде неделата. Во сабота навечер. Затоа читате на многу места. Се разбира, како што било случај во Дела 2 глава во Ерусалим, христијаните можат, црквите можат да и ден денес, и во среда, и петок, или како што рече Луиза во католичките цркви, секој ден да се најавува богослужение, меѓутоа кога најмногу ќе дојат сите верници? Во среда ќе дојат. Пак треба да дојат некогаш, некој термин, кога се најслободни.
Меѓутоа, тоа не беше мене темата. За мене важноста на оваа одлука, ако се реализира, ќе видиме дали ќе се реализира, Господ ќе направи да се одложи. Како што одложува многу по-големи и по-катастрофални настани, се состои во тоа што од оваа одлука се гледа зверскиот карактер на она што новиот светски поредок го планира. Не зборам за хрватските бископи. Нив лично не им припишувам никаква зла намера. Или за било кој друг. За било кој свештено лице. Меѓутоа, оно што неделата одсекогаш била ден за богослужение, и хрватските, и католичките, и православните, и католичките извори признаваат и тврдат дека неделата станала недела, односно ден за одмор, дури во 4. век. Според тоа, што била пред тоа? Да, но само ден за богослужение. Ако некој одржава богослужение во недела, не дека неделата е празна како неработен ден. Пример, ви сте во Хартланд, најконзервативните адвентисти во светот, секоја недела са бајли имаат богослужение. И тоа е задолжително за сите студенти. Ние тука имавме богослужение во недела. Може би многу... Ако во недела имате богослужение, и Елена Вајд ни советува за во време на неделниот закон, да се има богослужение во недела и да се искористи тој ден за мисионски активности. Кога веќе биде забрането да вршите и приватни работи, дали дома, дали по нива, бавча и така натаму. Христијаните одржувале богослужение во недела. Тоа не ја прави неделата ден за одмор. Или ден што треба да ја замени саботата во 4-та заповед, бидејќи тој ден станува недела, дури во 4. век станува ден за одмор со царскиот закон на Константин, а и тогаш не за сите луѓе, бидејќи Константин ги ослободил земјоделците од законот. А земјоделците се кои? 90% од сите верници. Повеќето луѓе се занимавале со земјоделие. Повеќето верници се занимавале со земјоделие низ вековите. Слаботата се славила секогаш до ден денес. Никогаш слаботата не престанала да биде празнувана. До самото православие се славила преку 1000 години. Меѓутоа, не е тоа суштината. Суштината е како кога до сега, ако прашате било кој христијанин зошто празнува недела, или зошто смета дека неделата треба да се празнува, или зошто смета дека според 4-та заповед неделата ја заменила саботата, сите ќе ви речат Христовото воскресение. Во ред, меѓутоа, од сега натаму тоа нема да може да го речат. Зошто? Затоа што зашто во недела, смешно е за вистина, во недела ниту свештениците не смеат да радат. Значи, неделниот закон, ако се донесе, со самиот негов карактер, значи, ваквата дефиниција на неделата, зашто Господ во 4-та заповед ја дал саботата како ден за одмор? Значи, зашто верникот не треба да оди на работа тој ден? За да може да дојде во црква. За да тој ден биде ден за духовни активности. За да тој ден обичниот верник биде свештеник, бидејќи е царско свештенство. Кога верникот ќе биде свештеник, ако не во денот за одмор, во саботниот ден? Кога верникот ќе биде свештеник, ќе застане на ова место и ќе служи, ако не во саботниот ден? Ако не во терминот за богослужение. Затоа Господ и заповедал на израелците таа саботата да им биде свет собор. Меѓутоа, ако сега тоа го нема, ако вие налагате да се празнува, задолжително да се почитува таков ден за одмор, кој што нема да биде ден за богослужение, тогаш тоа веќе нема врска ниту со Библијата, ниту со 4-та заповед, ниту со Новиот завет, ниту со Христовото воскресение, ниту со традицијата на апостолската црква, ниту со традицијата на католичката, ниту со традицијата на православната црква, едноставно нема врска со сето тоа веќе. Се прави радикален прекин со сета таа традиција, се фрла во вода
И со овој закон ќе покаже дека се работи тука за нешто друго. Се работи за оно што го нареков зверски карактер. Значи, тоа е, не им припишувам никакви зли намери на нито на хрватските бископи, нито на европските, нито на било кое свештено лице денес. Никој од нив денес, никој од нив може да нема никакви лоши намери спрема никого, дали евреи, дали саботари и така натаму. Меѓутоа, оној што стои за вакви политички иницијативи, кој што исто така е невидлив, како и Господ, е тој што го планира сега тоа. И последното прашање, нема време да зборувам се што сакав за оваа тема. Последното прашање е, што мислите, дали во книгата за Естира навистина никаде не се гледа Божјата рака? Ако даде Господ живот и здравие, ќе продолжиме некојаш нареден пат. Тоа може да биде и... Сега ќе видиме за 2 саботи, евентуално. Но, размислувате за овие две прашања. Значи, ова што го поставив. Дали во книгата за Естира, навистина никаде не се споменува, не се гледа, да речеме, не се споменува именката Бог, тоа. Никаде не се гледа Божјата рака. А второто прашање е, дали знаете што значи еврејското име на Естира? Хадаса. Адаса или Хадаса. Па и да не ви кажам. Проучете сами и нареден пат ќе продолжам на истата тема во врска со ова предстојно искушение, во врска со неделниот закон. Нека му е фала и слава на Господа. Амин.